Вторник, 21 февруари, кратки вести во 12 часот. Здруженијето на граѓани Цар Борис III од Охрид нема побарано промена на своето име од Македонскиот централен регистар, изјави неодамна председателот на Здруженијето Томе Блажевски за порталот Трибуна. Во писмото до Централниот регистар побарале да добијат насоки за начинот на кој Здруженијето треба да го усогласи своето работење со Законот за здруженија и фондации, но никаде не навеле дека сакаат да извршат промена на името на Здруженијето. Според законските одредби, Комисијата за употреба на имињата на здруженија и фондации сега има 30 дена да одлучи кои од здруженијата ќе треба да бидат избришани. На една недела до одбележувањето на Светскиот ден на ретките болести, покрај институции и културни знаменитости и паметниот споменик на Григор Прличев блесна во боите на лицата со ретки болести во знак на поддршка на подигнување на свеста за проблемите со кои се соочуваат овие лица и нивните семејства. Во тек е петтата сезона од националната кампања ги запознаваме ретките болести, годинава посветена на здравствените работници кои изминативе сезони со стручни совети, предлози, пишување текстови, ревидирање на материјали помогнаа во реализација на истата. Градскиот ракометен клуб Охрид пред нов предизвик в недела гостува кај Тиквеш во Кавадарци. Гладиаторите најавуваат максимално залагање и борбеност во битката за значајни бодови. Во плејофот нема лесни надпревари. Секој меч треба да се игра до крај, ангажирано и сконцентрирано, вели ракометарот Казин Рустамов. Надпреварот ќе се одигра во салата Јасмин од 19 часот. Времето денес сончево и релативно топло, дува слаб до умерен западен и северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.